за образложението, почитуван заменик министре, и да ви кажам дека ова образложение на истиот овој амандман го слушам од 2020 година и ве уверувам дека од која програма и да се реализираат овие средства, апсолутно ништо не е направено откако сте на власт на развој на наведените форми на туризам. Затоа ќе ви кажам дека не сакам да верувам дека ни го одбивте амандманот, бидејќи само да знаете дека ние овој амандман го поднесовме и пред корона кризата, а анализите после кризата покажа дека сите дестинации кои работеа со овие форми на туризам не забележаа пат дури ни за време на пандемијата. Но кој што прави во делот на туризмот, ние чекаме. Ја чекаме стратегијата за развој на туризмот која е истечена во 2021 година. Ја чекаме стратегијата за рурален развој која е истечена од 2017 година. Ја чекаме стратегијата за развој на еколошки туризам која не е ни започната. Ке го причекаме да го уредите Законот за угостителска дејност, за кој што кажавте дека сте работеле на истиот. Ке ја причекаме помошта за угостителско-туристичкиот сектор, како што кажавте вчера, ке била предвидена во програмата на Министерството за економија. Затоа сметав дека требаше да го прифатите бар овој амандман со кој бараме средства за развој на повеќе форми на туризам кои ќе значат развој на секторот и секако зголемување на визниот ефект. Овој амандман значи можност за развој на бројни форми на туризам кои освен туристички развој значат и локален економски развој. Сега една по не знам кој пат ќе ги образложам формите на туризам за и еве владата пари нема. Значи, амандманот го поднесовме затоа што сметаме дека наша стратешка цел мора да биде континуираното зголемување на бројот на туристи преку градење на нови модели за развој на туризмот и креирање на нови туристички понуди и форми на туризам, јакнење на маркетинг капацитети со цел промоција на земјата како атрактивна туристичка дестинација со богати туристички содржини. Факт е дека владата континуирано ги крати средствата за развој на туризмот и тоа се гледа јасно во предлог буџетот за 2023 година. За достигнување стандардите во туризмот и угостителството за потребите на туристичкото стопанство најитно е потребен развоен фонд за туризам и угостителство, каде што со посебни критериуми и услови достапни за сите мали и средни предпријатија од областа на туризмот и посебно угостителство, ќе се доделуваат финансиски средства за унапредување, реновирање, адаптирање на објектите според светските стандарди и норми, како би добиле напреден и сериозен туризам, прилагодување, односно вклопување на туристичката понуда во нивните аранжмани, како и осмислување на сопствена туристичка понуда со сопствени добро осмислени приказни. Со субвенционирањето на угостителските капацитети, кои би добиле статус зелени хотели со зелени звездички, замислата ни беше мотивација и поддршка на развојот на еколошки одговорни угостителски капацитети, во кои би се упатувала целна група екологисти и љубители на природата. Статус зелен хотел или зелена звездичка би се добивал врз основа на соодветни критериуми, од типот користење на техничка вода, еколошки детергенти, биоразградлив отпад, зелено обкружување, градини со можност за наблюдување на зелен и животински свет. Со предлогот за евидентирање и промоција на верските објекти, сакавме да ја засилиме промоцијата на верскиот туризам, која подразбира истражување на целните пазари во кои е развиен верскиот туризам и прилагодување, односно вклопување на туристичката понуда во аранжмани, како и осмислување на сопствена туристичка понуда од областа на верскиот туризам. Со предлогот за развој на велнес, спа и здравствен туризам, спортски, адреналински, ловен и риболовен туризам, сакавме да се залагаме за стимулирање на инвестиции во модерни туристички, велнес, спа и здравствени центри преку промоција на можностите за инвестирање пред домашните и странските компании. Фокусот би бил на привлекување на инвеститори во региони во кои постојат наоѓалишта на термоминерална вода, пред се во регионот на Штип, Кочани, Катланово, Куманово, Гевгеновци
и Струмица, но и на нови локации. Македонија располага и со огромен потенцијал за развој и промоција на активниот спортски туризам, кои за жал во светската јавност се малку промовирани и понудени за посета. За таа цел, идејата ни беше да направиме голем број на репортажи и спотови за оваа намена, да бидат промовирани како туристичка понуда на меѓународните саеми, настани и конференции со цел нивна афирмација и збогатување на туристичката понуда во државата. Не треба да го изоставиме ниту медицинскиот туризам, кој е се повеќе во подем со акцент на денталниот и козметолошкиот. Со изработката на студија за развој на алтернативни форми на туризам во Република Македонија, акцентот би се ставил на алтернативните или селективните форми на туризам. За таа цел, јавноста и туристичкиот сектор треба да определат кои се најважните и најквалитетните селективни форми и како тие би се развивале и унапредувале во период од 5 години. Кризата, освен што ни на површина ги извади сите недостатоци и ни ги покажа сите слабости, треба да ни биде и патоказ дека мора да почнеме од почеток, да се свртиме кон себе си, кон човекот, затоа што човекот го прави туризм жив. Токму затоа мора да се вратиме на основите и корените во нашата туристичка приказна, а нема подобар туристички производ од нашиот идентитет, историјата, начинот и културата на живење. Имаме со што да се гордееме и да бидеме глобално конкуренти. Ако на гостите споделиме нашата приказна, која нема да ја слушнат, ниту да ја прочитаат на ниедно друго место, ако им го понудиме најдобриот вкус на нашите производи, тие навистина ќе ја доживеат оваа земја со сета нејзина убавина. А кога повторно ќе дојдат, точно ќе знаат кој угостител нуди најдобра риба, можат да најдат еколошки производи, каде се продава најквалитетниот мед, кој го произведува најдоброто вино. Да бидеме тоа што сме, тоа е она што туристите сакаат да го запознаат и да го доживеат. Токму во таа насока беше овој наш амандман кој го одбивте. Со прифаќањето ќе овозможивме сите да живееме од квалитетен и одржлив туризам, така туристичката потрошувачка би се одразила и на локалната економија. Автентична кујна, но надоградена и модернизирана со нови техники и начини на подготвување, повеќе органски домашни производи, намирници, помалку од увоз, поголема вклученост на локалното население во нашиот туристички производ. Таков туризам ни треба. Туризмот мора директно да го подигнува квалитетот на живот на локалното население и локалната економија, а за да биде вистината приказната, ние мора да живееме оваа наша култура и начин на живот и да бидеме горди со неа, сигурни дека туристите не се само бројки и соби, туку тоа се лица со име и презиме. Потребна ни е нова туристичка парадигма, нови и одржливи, здрави темели, редефиниција на туристичкиот производ, ребрендирање и репозиционирање. Спознај и цени. Мораме да се спознаеме самите себе си, да ја цениме и да ја почитуваме нашата приказна, која потоа самата ќе се продава и ќе биде интересна за сите кои сакаат да го доживеат нашиот начин и култура на живење. Но кој да спознае кога имаме премиер кој ни сервира нешто што не сме и кој не си ја цени ниту државата, ниту народот, а камоли да очекуваме да го цени туризмот. Затоа јас ве молам да си ги собереме локалните луѓе, локалните угостители, малите производители, изнајмувачите и малите хотелиери, да си ги собереме сите кои живеат за и од својата земја и на нашите гости и идни посетители да им порачаме единствена и едноставна порака: се гледаме во Македонија. И за крај, само по наведување, никако по важност, со амандманов предвидувавме развој на пристапен туризам, кој подразбира уредување на плажи за лицата со посебни потреби и за нив да им дадеме можност да ги уживаат благодетите од туризмот. Сметаме дека сите луѓе заслужуваат еднакви привилегии и навистина ми е жал што не дозволувате да стане привилегија за сите и сите да ја почувствуваат радоста и благодетите од туристичкиот одмор. И овде ќе завршам, мислам дека ова се и повеќе од доволно аргументи за пред конечно да гласате да го прифатите овој наш амандман. Ви благодарам.
Ви благодарам јас на вас. Следна